Пристигна нашата прва гостинка, доктор Марија Васич Атанасовска. Добро утро, анестезиолог од Систина. Добро ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам за поканата и голем поздрав до вашите гледачи. Се надевам дека ќе успееме да го задржиме нивното внимание. Верувам, особено што имаме една убава тема. На почетокот споменав, нормално со анестезиолог ќе зборуваме за анестезија, но не каква било анестезија, туку онако што се дава во болница за најубавата возможна причина поради која што еден пациент може да оди во болница, тоа е самото породување. Би започнала со она што секогаш е нели најактуелно по форумите, нормално дека тоа е најинтересно секако и за гледачите, тоа се тие вечни дискусии околу тоа дали треба да се оди на безболно породување или да се остави нели на мајка природа како некогаш. Прво тој термин безболно породување, не знам да ние лаиците си го користиме или пак е и дел од стручната фела? Безболното породување е дел од стручниот термин. Навистина е тоа безболно породување. Во клиничката болница Аџибадем Систина со задоволство можам да кажам дека е лидер во давањето на здравствени услуги со докажан тим на експерти од сите области, како и давање, тоест користење на најбезбедни и најсовремени методи на обезболување. За природното, значи раѓањето може да заврши како природно породување и раѓање со царски рез. Доколку заврши породувањето на природен начин, што е и најчестиот и тоа е најфорсиран начин секако во клиничката пракса, дури и во нашата болница, е користењето на епидуралната или спиналната анестезија, популарни познати регионални блокови, инаку во стручната литература тоа се централни блокови, бидејќи се боцкаат, односно се аплицираат по пределот на кичмениот столб. Така да најчесто користена за природно породување е епидуралната анестезија, која што навистина на пациентките им овозможува еден голем комфор, намалене нивниот стрес одговор од самата помисла нели дека ќе го родат своето новородено, болните контракции кои што навистина се многу силни. Тоа е значи породилната болка е единствената болка природна во нашето тело. Секоја болка е одговор дека нешто не е во ред со нашето тело, но породилната болка е единствената болка која што нели за среќа таа привилегија имаат само жените да ја почувствуваат и тоа е еден како да кажам еден благословен момент благодарение на оваа епидурална анестезија која што секојдневно се применува во нашата клиничка пракса и најголемиот дел на пораѓања се со ваков тип на анестезија ни овозможува да имаме како да кажам среќна и задоволна мајка и здраво новородено, да. Ние за жал кубуриме секогаш со некои статистики. Успеав да најдам на светско ниво во некои развиени земји колкав процент од родилките се одлучуваат токму на оваа безболна варијанта. Например, во Соединетите американски држави 60% од жените се одлучуваат на безболно породување. За кај нас не успеав да најдам. Предпоставувам дека барем за Систина вие имате некој податок? Апсолутно, кај нас сите значи родилки се пораѓаат со епидурална анестезија, доколку породувањето значи е на природен начин, односно спонтано породување. За операциите на царски рез повеќе се користи спиналната анестезија. Како што кажав, двата типа се регионална анестезија, се слични по методата, да речеме слични се во моментот на како се пласира самата локална анестезија, меѓутоа различни во однос на тоа дека со епидуралната анестезија предноста е што вие имате комплетно сочувана моторика кај пациентката. Значи она ги чувствува контракциите и може да даде напон, односно да соработува со гинекологот акушер. Значи сочувана е моториката кај ваквите пациенти, за разлика кај спиналната анестезија каде што имате потполен моторен блок, значи неможност да пациентката почувствува сензации и движење на нозете, меѓутоа не треба да стравуваат пациентките, бидејќи некаде од прилика од 120 до 140 минути поминува дејството на локалниот анестетик и повторно се враќа моторната сила кај трудниците. Докторке, мора да признаеме, сигурно и вие знаете, нели, преку вашите пациентки, го споменавме оној страв од породување, тој е еден страв, но постои и страв од анестезијата, од друга страна. Така е.
Кое што најверојатно тоа психолог треба да каже е страфот непознато. Кога нешто не е непознато, тогаш се раѓа. Затоа сте овде за убаво да расчистиме се на тема анестезија. Сега ми споменавте две, но ми рековте дека постојат три типа. Три типа, така. На анестезија, значи вака, пред се за каков тип на анестезија ќе се одлучиме кај пациентката, потребно е за да ја знаеме незината здравствена состојба. Што значи се започнува со обемен преглед? Така, со еден анестезиолошки преглед кој што пациентката значи се прашува дали постојат некакви хронични заболувања, дали боледува од нешто хронично, дали прима некаква хронична терапија, дали прима некаква антикоагулантна терапија или антитромбоцитна терапија, дали имала претходни операции во животот, дали примала со каков тип на анестезии се водени тие операции, дали имала некакви компликации од самата анестезија, дали постојат некакви зависности кај пациентката. Правиме анализи, односно крвни анализи, тоа се крвната слика и времињата на коагулација кои што не се исклучително битни за доколку треба да се примени регионалната анестезија. Така да сите тие анализи заедно со гинекологот акушер ја носиме одлуката со каков тип на анестезија треба да заврши породувањето. Дали тоа значи дека секоја родилка може да прими анестезија? Секоја родилка може да прими анестезија, апсолутно, меѓутоа зависно од каков тип на анестезија, дали епидурална, спинална или општа анестезија, одлуката се носи врз основа на незините анамнестички податоци, значи анамнезата и секако испитувањето, односно крвните анализи кои што не се потребни доколку е потребно, пациентката има некои други заболувања, срцеви заболувања и така натаму, тогаш е потребна стручност и мислење од кардиолог. Предноста на нашата болница на Аџибадем Систина е што навистина ги има сите специјалности, значи на едно место и вие можете во секое време значи од било која да кажеме гранка на медицината да побарате мислење и конзилијарно да се договориме нели што понатака со таа пациентка доколку станува збор за некоја пациентка која што има посериозен здравствен проблем. Инаку генерално сите анестезии се применуваат, меѓутоа зависно од незината здравствена состојба. Значи така одлучуваме што е најбезбедно за пациентот. И која анестезија и се дава на која пациентка? Така. Значи имате во принцип во нашата установа се а и секаде во светот бидејќи ние ги следиме светските научни значи и истражувања, трудови, научните сознанија и клиничката пракса како што е во светот така и кај нас, благодарение на стручниот тим на колегите кои што се анестезиолози кои што работат во нашата установа, ние ја носиме одлуката заеднички, значи по однос на пациентите, меѓутоа сепак најважно е дека најчесто користена е регионалната анестезија во нашата установа. Тоа подразбира дека секогаш првиот избор на анестезиологот е регионалната анестезија. Ако е спонтаното породување, тоа може да биде епидуралната или спиналната анестезија, а доколку пациентката има контраиндикација, односно кога не треба ние да ја примениме оваа регионална анестезија, се дава општа анестезија, тоа е интравенска преку венски пат, значи се аплицираат анестетици. Кои се контраиндикации, односно кога не треба да ја примениме регионалната анестезија? Тоа е кога пациентката има некаков тип на нарушување, значи има проблеми со коагулацијата, односно има продолжени времиња на крварење. Имаме состојба каде што имаме тромбоцитопенија, односно тромбоцитите ни се под 100.000 во крвната слика. Состојби каде што имаме инфекција на местото каде што се боцка регионалната анестезија, понатака значи проблеми со некаков тип на потешки деформитети на кичмениот столб или некакви потешки посериозни хируршки интервенции на кичмата. Значи сите овие состојби се апсолутна контраиндикација или доколку пациентката од било која причина едноставно одбива, не сака да ја примени оваа анестезија поради некое незино претходно лошо искуство или од други непознати причини, апсолутно го има тоа право пациентот, тогаш веќе анестезијата значи се води со или значи без регионална анестезија, значи спонтано да се породи, без обезболување, или пак ќе заврши со царски рез. Доколку треба да заврши со царски рез, тогаш се применува општата анестезија. Дел од стравот е самата причина што тоа се аплицира на рбетниот столб. Така е. Така е.
како се боцка, како се одредува местото? Да, значи за обезболувањето за трудниците се боцка во лумбалната регија, тоа е во долниот дел од кичмениот столб. Она што е многу важно за пациентките е да завземат добра позиција за боцкање. Јас велам дека тоа е 99% завршена работа, значи нивната позиција, бидејќи е многу важно да се отворат меѓупршленските простори. Значи анестезиологот влага во меѓупршленскиот простор, претходно значи се чисти местото со антисептичен раствор, се става една тенка игличка, односно се аплицира локален анестетик за да не би почувствувала значи пациентката болката од иглата во кичма. И со иглата се навлекува, односно анестезиологот го пронаоѓа, доколку станува збор за епидурална анестезија, во епидуралниот простор каде што се аплицира катетер и преку тој катетер се даваат болус дози или континуирани дози на анестетик. Значи она континуирано се аналгезира, односно се обезболува пациентка, се додека не заврши раѓањето. После тоа се исклучува и со часови да трае, и со часови, и со денови да трае, значи може да иако тоа е многу ретко, меѓутоа не зборувам сега за породувањето, за нормалното породување, бидејќи епидуралната анестезија користиме и за многу други работи во хирургијата. Така да благодетот е што пациентката се чувствува многу комфорно, стресот е намален и што е најважно, доколку било што се случи при спонтаното породување, од еднаш кога речеме бебето направи фетал дистрес или некаков ризик по здравието на мајката, возможна е конверзија, тоа подразбира дека со додавање на дополнително анестетик во епидуралниот катетер, пациентката може да се внесе во операциона сала и раѓањето да заврши со царски рез. Значи без при тоа да се малтретира, без ново боцкање, без пациентката повторно да се изложува на стрес. Значи апсолутно тоа епидуралната анестезија е број 1 во акушеријата. Така да единствено нешто што треба да се препуштат пациентките е да дојдат да се препуштат во сигурни раце, значи на анестезиолошкиот тим и да не дозволат да тој убав и благословен чин го направиме уште поубав. Јас најдов и список кој што со негативните страни, но сепак повторам дека ова е од социјалните медиуми, можеби нешто е точно, можеби нешто е смешно ќе ви биде, но мислам дека е корисно да се расчисти толку за Така. Значи, возможни се компликации кои што се опишани во стручната литература. За среќа, благодарение на искуството на луѓето, односно на анестезиолозите во Аџибадем Систина, овие искуства се сведени апсолутно на минимум. За среќа тоа се, да речеме, најчесто употребуваната компликација, тоа е главоболката. Да, на прво место ми силни главоболки пишува. Така и во светот. Што значи тоа силни? Колку силни? Па навистина може да бидат многу силни, меѓутоа со помош на средства, односно инфузии, лекови, таа состојба за кратко време се коригира. Постојат методи, значи, во светот кои што се применуваат, односно тоа е метода доколку пациентката има подолго од 7 дена главоболка, тогаш се зима крв од незиното тело и се бризгува, значи, во епидуралниот простор, односно на тој начин се прави како лепенка на дурата, односно главоболките настануваат како резултат на перфорација на пробивање на дурата. Тоа е мозочна обвивка, значи заштита и фактички доколку е пробиена, значи тече ликвор низ тој дел и го намалува интракранијалниот притисок и затоа се јавуваат тие главоболки. Како да има решение и нема последици? Нема последици здравствени, не дај Боже да пациентката, значи после тоа некакви посериозни компликации. Најважно е од сето тоа после боцкањето пациентката строго да мирува. Ме разбирате, значи строгото мирување од 2-3 дена е еден голем благодет да доколку постојат такви некои... Секако треба и мирување, нели? Да. И да не беше тоа. Со оглед на тоа што ја чека дома, подобро е да мирува, да, апсолутно. Една од другите нуспојави или пак последици е треска? Може да настане треска, тоа е како резултат на значи намалување на, тоест имаме зголемување на телесната температура, значи во централниот нервен систем и како резултат на тоа, значи настанува пат на како да кажам, значи една периферна вазодилатација која што прави едно тресење, треска кај ваквите пациенти. Не е секогаш да речеме пракса во клиничката пракса, но може да се случи. Но тоа само, мислам, колку време трае тоа, ноќ?
Не, тоа е значи неколку минути, значи некои 15 на минути, ако мислите на за после боцкањето на таков тип, значи како компликација, не е таа толку честа компликација во стручната литература, тоа се опишани главоболката, значи како компликации кои што може да настанат инфекцијата на местото на боцкање, понатака може да настане невролошките испади, односно да пациентката не чувствува сензации, односно чувствува некаква моторна слабост на левата или десната нога, која исто така може да се коригира спонтано за 3 до 4 дена. Понатака, освен значи невролошките испади, може исто така да биде и задршка на урина, значи да не може пациентката да оди по мала нужда, така да сите тие се како да кажам опишани во стручната литература, но во клиничката пракса, во нашата болница, како што кажав претходно, се сведени на минимум. Од оние кои што се против користењето на анестезија, сакал уште две работи само да изведам, да ни кажете дали има нешто вистина во тоа што го тврдат, а тоа вели дека за епидуралната анестезија се користат лекови кои што се штетни за детето и ната мајка? Апсолутно не е точно, тоа е огромната предност на епидуралната анестезија, дека и на спиналната анестезија, прво затоа што за време на царскиот рез, да речеме, доколку пациентката се породи со царски рез, ќе го види најубавиот момент во незиниот живот, значи кога ќе го видите вашето бебе кога ќе излезе од вас, значи вие сте свесни комплетно со спиналната анестезија. И она што е најголем благодет е дека локалните анестетици не ја поминуваат постелката, односно тоа се некои премногу минорни дози кои што немаат апсолутно никаков негативен ефект врз плодот. За разлика од општата анестезија, која што општата анестезија е строго индицирана кога овие две анестезии не можеме да ги примениме, односно пациентката има некаков тип на заболувања. Кај општата анестезија најпрвин е многу важно да гинекологот акушер за многу кратко време го извади плодот, бидејќи анестетиците ја поминуваат постелката во рок од 5 минути и може да настане депресија на плодот, односно така наречена респираторна депресија кај бебето, која што секако, нели, сите целиот тим е спремен за времето на породувањето, тука се и педиатрите, така да искрено кажано, до сегашното искуство не се случило вакво нешто, бидејќи тоа се акушери кои што навистина се докажани во својата пракса, со едно огромно искуство и за многу кратко време се вади бебето, така да не ни се случило вакво нешто, но меѓутоа е опишано дека сепак анестетиците ја поминуваат постелката, значи интравенските анестетици, и може да направат депресија на дишење кај плодот. За разлика од локалните, каде што требат комплетно да бидат безбедни пациентките, дека и да не се секираат дека нешто може да се случи врз нивниот плод. Напротив, овие бебиња со епидурална анестезија, бидејќи се скратува родилното време кај ваквите пациентки, односно дури и кај првородките многу побрзо се породуваат, бебињата се помалку травматизирани, изгледаат многу поубаво бебињата, така да навистина еден голем благодет е на овој тип на анестезија, посебно за епидурална. Би сакала уште нешто да расчистиме, вака на прв поглед ми беше нејасно, малку и забавно. Добро. А тоа вели дека епидуралната анестезија влие врз умот на мајката? Влие врз комфорот на мајката, бидејќи навистина претходно пациентките пред да се боцнат, навистина се осеќаат многу измалтретирано, истоштено, тоа се многу силни. Значи позитивно болки, напротив, многу позитивно. Не ни поматува нешто. Да, со тоа што кога ќе се боцне епидуралната анестезија, потребно е 15 на минути за да проделува локалниот анестетик кој што се дава, и веќе следниот пат кога ќе влезам за да ги видам и да ги прашам како сте, они се веќе сите насмеани, среќни, а викам добро е, значи добро е поставен епидуралниот катетер, да, така да навистина ова е најубавиот дел во нашата работа, раѓањето, породувањето, бидејќи анестезијата е малку по-комплементарна гранка и работиме, нели, навистина сериозни случаи каде што понекогаш и животни судбини, нели, на луѓето, така да ова е најубавиот момент од мојата струка кога се раѓаат бебиња. Претпоставам дека сето ова што сега го говоревте овде на нашите гледачи, им го говорите и на сите идни мајки, родителки кои што доаѓаат кај вас, кои се пак нивните прашања?
што тие најчесто ви ги поставуваат? Најчесто поставувано прашање е дали после тоа можам да одам, дали би имала некакви проблеми, значи со кичмата. Опишани се овие епидурални хематоми кои што може да настанат во боцкањето, меѓутоа благодарение на анализите кои што ги правиме во нашата болница, тоа е за секоја апсолутно родилка без разлика дали има болести или нема. Тоа се времењето на коагулација кои што ни покажуваат дали е возможно да настане некаква траума при боцкањето. Значи, боцкаме само доколку параметрите ни се во референтни вредности, така да ризикот е сведен на минимум од појавата на хематом, кој што може да биде навистина непријатен или пак други прашања кои што поставуваат доколку зима пациентката антикоагулантна терапија, колку е потребно времето да се прекине, значи доколку пациентката е на антикоагулантна терапија потребно е 24 часа на ниско, тоест доколку прима клексани или фраксипарини, значи во тој случај потребно е барем 24 часа да се прекине антикоагулантната терапија. Така да најчесто поставувани прашања се со оглед на доколку пациентката има некаква болест, па дали ќе одам, дали ќе можам да се движам, дали ќе имам болки и така натаму. Општата анестезија, да речеме за царскиот рез што се користи, освен опасноста за премина на анестетиците, односно на интравенскиот анестетик за да ја помине постелката, постои ризик од аспирациона пневмонија. Тоа е состојба во која што е витално загрозувачка врз пациентката. За времето додека значи пред да ја воведеме пациентката во анестезија се мониторира, тоа истото важи и за епидуралната и за спиналната анестезија, што подразбира тоа мерење на крвен притисок, пулс и сатурација во крвта, односно колкав е процентот на кислород во крвта. Откако ќе се внесат, значи пациентката откако ќе се воведе во општа анестезија, се аплицира, значи анестезиологот поставува цевче или тубус во душникот. Цевче го кажувам народно, инаку стручно е тубус, кој што се поставува во душникот и се конектира за машината за дишење. Секоја трудница треба да се избегнува општата анестезија, бидејќи секоја трудница се рачуна како трудница со тежок дишан пат. Поради присуството на хормони, како се појавува назална конгестија кај трудниците, истото така се појавува, значи, едем, оток во горно-респираторните патишта и многу е потешка визуализацијата на анестезиологот за да го види душникот, односно местото каде што треба да се постави тубусот. Затоа треба да ги имаме сите помагала, сите лекови, сите инструменти околу нас, доколку настане тешка интубација, за да можеме за што пократко време пациентката да ја интубираме. Вториот ризик е аспирационата пневмонија, како што ја кажав. За време додека интубираме може да настане регургитација, односно враќање на желудичната содржина од желудникот во, тоест одење на желудочната содржина од желудникот во белите дробови. На тој начин настанува таа аспирациона пневмонија, која што може да биде навистина многу ризична по животот на мајката. Затоа е многу важно за што пократко време пациентката да се интубира. И секако, значи, тоа се компликациите, да речеме, кои што може да настанат и секако ја кажавме токсичноста на лековите кои што ја поминуваат постелката. Многу ви благодарам на вашето гостување. Само за крај да прашам дали имаме некоја пациентка денес што чека да донесе на свет ново, здраво, право, убаво бебе? Секогаш имаме, ние сме богата клиника, ни се раѓаат секојдневно многу дечиња, најголемо е богатството кога нели се раѓаат деца. Така да нашата болница е исполнета со бебиња и тоа ми е многу драго. Јас сега не знам дали ќе вклучиме некој од гледачите или... За жал немаме повеќе време, но во секој случај, еве уште еднаш да подсетиме, доктор Марија Васич Атанасовска од Систина, така што сите гледачи, идни родилки знаат каде да ве побарат, да ви се обратат за дополнителни прашања. Во секое време, јас многу ви благодарам на поканата, ми беше чест и задоволство што бев ваша гостинка, а со оглед на тоа дека се ближат новогодишните празници, на вам и на сите гледачи на Алфа телевизија им посакувам среќна нова година, многу здравје, среќа и успеси на сите полиња. Ви благодарам многу. Одиме ние со куса пауза, а веднаш пота уште нешто подсетам, Драгана Спасевска е нашата следна гостинка.